Здраво, ова е подкастот на Сакам да кажам, за секако по нешто. Денеска сме во Охрид на бродот Армада. Наш денешен гостин е професор Зоран Тунтев од факултетот за туризам. Добре дојдовте, професоре. Добар ден, добре ни дојдовте ви од Скопје. Да, добре ве најдов. Многу не е убаво тука. Се надевам ќе останете подолго да поуживате малку повеќе. Секако. Јас сум влюбена во Охрид. Кажете ми, што предавате на факултетот? На факултетот држам 4 исклучиво туризмолошки предмети: хотелиерство, туристички дестинации, туризам и животна средина и хотелски инженери. Баш туризмолошки. Нема онај дел за царина, осигурување, имаме неколку департменти, неколку насоки, ама јас се држам исклучиво до туризмот. Колку студенти има во моментот? Малку. Малку За мој вкус. Точни бројки не знам, ама има една геометриска дигресија при запишување последниве 10-15 години, се помалку студенти. Тоа значи дека нема доволен капацитет на туристички работници. Се плашите ли дека можеби ќе снема во иднина, ако е послаб интересот како што велите? Не знам точно на што се должи намалувањето на бројот. Дали младите бегаат надвор од држава, дали одбираат други факултети, и тука веројатно од се помалку се причините. Но кадрите што ги вади еден факултет за туризам не се директно поврзани со давањето на услуги во туристичкиот сектор. Така да има тука и про и контра. Но факт е дека бројот перманентно се намалува и она што мене ме загрижува, квантумот на знаење е драстично намален. Ние можеме да имаме 1000 студенти, ама ако не учат, немате многу нити факултетот, нити пак туристичкиот сектор покасно. Во контекст на тоа, има ли квалитет на туристичка понуда, тоест квалитет на туристички кадар според вас, објективно? Мислам дека кадар нема во ниеден домен во Македонија, така да ни во туризмот нема доволно стручен кадар. И тоа е болка што е почната одамна. Повторувам, 10-15 години е квалитетот драстично намален и се плашам дека ќе оди на полош. Се помалку ќе има стручен кадар. Може ли во Охрид да се развие некој елитен туризам наспроти оно што народски го викаме патличен туризам, кој што е нели подостапен за нашиот стандард? Може. Елитниот туризам зависи од атрактивната основа што имате првенствено. Ако вие имате езеро со 5 звездички, ако имате атрактивности од антропогена природа со 10 звездички, имате инфраструктура од 1 звездичка и кадар кој е негде тука 0 до 1 звездичка, и се појавува се една дискрепанца. Но основата ја имаме, да нудиме елитен туристички производ. Тој мора да се надгради за да има смисла и за да има проđа, за да може да се продаде на пазар. Како, например, да се надгради? Да повнимаваме на ова што го имаме, да го спакуваме соодветно, да го понудиме на целна група. Охрид, се плашам дека, знаете како, испраќа погрешни пораки. Години наназад ние погрешно сме наместени, кои чашени сме на таа мапа на туристичкиот пазар, и затоа имаме така наречени баби и жаби. Елитен туризам мора сите компоненти да се точно вклопени и да се квалитетни за да има смисла. Кога една-две алки од тој синџир не достигаат или се лесно крчливи, тогаш го губите. Ја губите елитата и нема да ви дојдат елитните туристи. Но дека има основа, има. Тврдам дека може да се развива, но треба многу работа. Многу. Имаше една реклама со келнер од ендемски вид. Беше ли оправдана таа реклама, ако ја паметите? Не знам, каков ефект имаше вака после толку години? Мислам дека Охрид го прослави К15. Така со тие ендемските? Имаше и К15 и една реклама со ендемски вид келнер. Колку беше оправдана? Тоа е претерување секако. Тоа е во доменот на генерализацијата, а секоја генерализација е погрешна. Така. Јас можам да ви наведам дузина локали, хотели, ресторани во Охрид кои добро си ги негуваат вработените, ги плаќаат добро и не им бегаат. И секоја година ги гледате истите фаци. Така да се работи за, знаете, секој работи за пари. И се работи за негување на тој дел од производот, и
тој што пледира да работи на долги стази ги негува и вработените. А таа реклама беше добра, ама и за нас беше многу смешна. Да. Ама дека има логика дека сите такви се во Охрид, не се сложува. Секако. Имаше и најава на увезување на работна сила од надвор, од Пакистан. Што мислите вие за тоа? Имаше. Во прв момент бев против заради јазичните бариери. Знаете, да се појават сега странци кои не го знаат градот, не ја знаат суштината, менталитетот. Од друга страна забележувам дека во дури хотели и ресторани кои пледираат кон квалитет земаат вработени од некаде од Бангладеш, рековте, и од Афганистан, Пакистан. Да, но не ги држат на front of the house со директен контакт, туку се некаде така наречен back of the house. Втор, трет ешалон, чистење, кујна, не знам, собарки, веројатно. И на тој начин го компензираат онај недостиг на свежа работна сила која, ви повторувам, секаде недостига. Јас верувам и во автомобилската индустрија, и во образованието, и во медицината, секаде недостигаат стручни кадри, а тоа особено во текот на сезоната ќе се почувствува и оваа сезона и сезони на нас. Вие директно работите во туризмот на друг начин, туристички водич сте. Колку време сте туристички водич? Лани прославив 30 години. Како започнавте? Како многу млад и многу глупав. Што беше глупаво? Званично 93-та година ја зедов дозволата, таа лиценца за водич, а пред тоа работев на црно. Глупоста моја беше што мислев дека знаењето ќе е доволно. Добро поткован, првата група ми помина одлично, втората група американци. Излеговме од пристаниште, нагоре дојдовме до третата црква и човекот кој беше лидер на групата со една огромна капа, сите американци, тој беше Хенри Бренсон од Тексас. Извади една голема пура и рече "Not another church". Немојте уште една црква, аманте. И јас се шокирав. Па што друго побогу во овој град, 365 цркви, јас морам, а бев добро поткован. Сите знаења на светот ги има во мојата глава, особено за Охрид и за Македонија. И јас бев шокиран во тоа. Сватив дека не е доволно. Не им е гајле веќе за третата црква. Ме виде валјда во фацата шокиран, ја седна цела група. Тогаш имаше кафетерија во Плавашник горе, седнавме и ми рече "Пиле мое", беше постар. Не замерај, ама за нас американците податоци постари од 250 години, а толку е најстар каменот во Бостон, некој камен што го нашле таму индијански, ние немаме место во нашите мозоци, немаме каде тој таков чип да пикниме. Не знаеме што е постаро од 300 години. А вели ти ни зборуваш за кирилицата, за златната маска по 2500 години стари работи, ние немаме ментални способности тоа да го восприемаме. Кажи нешто за сегашност и за иднина. Кога на крајот се спријателивме, да се разбира, тој ствари ни рече дека цел Балкан патиме од премногу историја. Се ги крадеме заедничките ни настани и секој сака да присвои најдоброто од заедничката ни историја и тука ви е проблемот. На вас балканците. Тоа беше одлична лекција за мене да престанам со водење сувопарно, да ве бомбардирам со податоци кои после првата кривина ќе ги заборавите. И почнав со приказки кои се памтат. По меѓувреме, 30 години искуство, најдов за која целна група, која приказка одговара повеќе и мислам дека се уште добро ми оди. Како изгледа сега една ваша тура? Каде ги носите туристите? И од каде се најчесто? Моите туристи сега се од англосаксонското подрачје, американци, канаѓани, Австралија, Нов Зеланд. Имам среќа да компанија од Скопје ме ангажира за такви групи кои се на граница на VIP. Немам точна представа за нивниот бекграунд, ама гледам дека се високи интелектуалци и захтевни. А такви сакам. Сакам предизвик. Најлесно вие на водич, што му е најлесно? Да грабне и да ве избомбардира со податоци, со цареви, со кралеви, со ктитори, со цркви 365. Ке си го заработи тој со леп. Ама прашање што ќе остане како впечаток кај туристите. За американците не можам да претерувам со Кирил и Методи, со Климент и Наумов. Можам со кирилицата и се палат на Александар the Great, на таа античка историја, се палат на односите денес меѓу балканските земји, за проблемите со името, презимето, со грците, со бугарите. Како им го представувате тоа?
Ите водичот не смее полесен да начин, да ја прави кривата дрина. Така, затоа Вие ја прашувам. можете да кажете вашиот дел од историјата и да не инсистирате дека тоа е вистинската историја, бидејќи историјата ми е пасија, не сум историчар, ама знам дека не е црно или бело. Историјата, вистината е некаде измеѓу, во таа сива зона и никој не е секогаш во право. Имате ли уште некоја интересна приказна од... Милион приказки имало, не знам дали има доволно време да ви ги Ева кажам. уште една, например. Со Со- туристи. Со туристи? Да. Ево ќе ви кажам сега една приказка, не знам дали е најадекватна, ама пред една недела имав група од Кикинда, која доаѓа по 6-ти пат. Тоа се хористи кои учествуваат на меѓународниот хорски фестивал кој го организира мешовитиот хор Vox Lichnidos, Охридскиот мешан хор. И тоа ви е една прекрасна прилика да запознаете генерално гости од Балканот. Сега има меѓународен карактер, но доминираат хористи од балканските земји. Хорот, атендите од Кикинда доаѓа 6-ти пат. Од самото почнување на фестивалот тие толку се залюби во Охрид што доаѓа. И секој доаѓа и инсистира да ги вода. Првата моја реакција беше, луѓе, побогу, што е следно, стриптиз да ви направам, за да ви е интересно. Мислам дека све ви покажам. Нека, професоре, имаш ти доволно приказки. Скршнавме по инакви патеки, им покажав, например, црква која досега не сме посетиле, таа беше Богородица Каменско. Влеговме дури во таа медреса кај училиштето тоа е од крај на 16 век една џамија. Поминавме над чаршијата, низ тоа Месокастров, влеговме низ малите улички и се со цел за да им биде поинтересно. Иначе таа екипа која јас многу ја љубам затоа што покажува не само со доаѓањето, со своето однесување додека се овде покажуваат колку го сакаат овој град и оваа земја. Секој доаѓање тие ми донираат рефлектори, бидејќи јас во слободно време имам друга пасија да ги осветлувам црквите и манастирите, едноставно покажува љубов со донација. Браво. Институции кои овде го занемаруваат тој факт, дури и фестивали кои го занемаруваат тој факт, бидејќи фестивалите ги користат истите тие централни бродови на нашите најголеми најубави цркви, а онака баш ме игнорираат кога ќе побарам помош за осветлување, бидејќи кога ќе осветлите катедралата Света Софија не правите ништо за себе. Тоа ви е легат собствен некаков подарок кон градот, кон фестивалите, кон црквата, кон што. Са ви доаѓаат странци и ви покажуваат поголема љубов од домицилот, од нашите луѓе кои треба да донираат, кои го користат тој централен брод најчесто. Така да ќе се случат работи да ви ги отворат очите странци на малку поинаков начин отколку што сте очекувале. Тоа се и ваше проекти, град со 1000 крстови и осветлувањето. Да. Дека сте многу горд. Дали сте Да. задоволен од крајниот резултат? Дали го остварите она што го замислите? Сум, ама факт е дека ниеден од тие два проекти не е готов. Мислев дека ќе дојде до одреден период и кога ќе завршам, ама не. Прво се појавија многу повеќе крстови од што очекував, кои сакаат осветлување, бараат осветлување. Околните села, приградски населби, мали групи луѓе кои си го чествуваат тој светец, таму таа црквичка, сакаат помош или само викаат објави, ето е дел од тој проект. Техниката има рок на траење. Таман сте завршиле со некој дел, после 4-5 години се расипале, па ви се јавуваат, ало профа, се расипа рефлекторот, па јас одам, ги менувам. И Имате трпение? Лично ги менувате? порано не смеев да чепкам, сега веќе немам ни мајстор, која речете нема доволно стручен кадар. Мајсторот ни изегва Скопје, сега јас немам, морам сам. Ама чепкам денски кога нема напон. Тоа е, знаете, градска струја. Да. Благодарност до градот Охрид што ми возможува да користам ја сега струјата од градот и таа се пали во 8 на вечер. Ама не е лесно, но баш ми е мило што успеа таа идеја. Едино жалам што можеби требаше некој да се појави како институција и да помогне на начин да не го правам вака кампањски. Јас кога имам пари, па купувам, па местам, па чекам мајстор, па и тоа е еден долготраен процес. Може да беше подобро градот Охрид или државата да види тука не интерес, него да види колку е тоа убаво. Што сакаме да направиме со таа приказка и да влеземе масовно и да ги осветлиме сите одеднаш. И кога ќе дојдете да речете вау, да се осети разлика. Ока никнуваат полека, но сигурно како печурки, ама тоа е процес кој трае долго.
баш толку. Да. Ама не се откажува. Не се откажува. Ги споменавте фестивалите, топ сезоната во Охрид е некаде околу Илинден или кога има различна забавна програма. Има и техно забави, и поп концерти, и рок, но има и турбо фолк музика. Како го гледате тоа? Ве боли ли? Многу. Дали се сеќавате на еден филм Окупација во 26 слики? Бледо, но да. Ми се чини дека, покушавам да се сетам кој беше сценарист, се викаше Марко Ковач, ако не се лажам, и како да го гледал случувањето околу 2 август во Охрид и направил таков филм со таков наслов. Имено Охрид е нападнат, е под инвазија токму 26 дена, плюс минус. Некаде од крајот на јули до негде 10 август. Хајде да не употребам сега неприкладен збор. Охрид е силуван. Охрид е нападнат од туристи кои не знам дали не може да кажете дека не заслужуваат да дојдат, ама многу баби и жаби се измешани на мал простор. Ајде да се вратиме, може по-добро ќе ви ја објаснам таа проблематика со онаа грешна порака што ја праќаме како охриѓани, како Охрид. Видите, во Охрид имате 100 ресторани и 100 кафетерии и ноќни клубови. На рестораниве им велите до 11 навечер, 23 часот да ја затворат кујната и до полнок да заврши тоа. Зошто? Заради мир, заради што? А на ноќните клубови, на 24/7 фаст фуд, на панагюри и на прегласна музика им давате шанса тие да работат цело време. Но не беше така порано, нели? Кога порано? Кога јас бев дете, во 80-тите, во 90-тите. Оф, Така се. јас тоаш не бев роден, така да. Не. Не знам од кога почна, ама Фејсбук ме потсеќа дека пред 15 години имам коментирано дека Охрид изгледа како фестивал во Труба Драгачево. Така да се случува веќе долго. Што е погрешната порака? За побогатите туристи кои би седнале, би порачале уште едно скапо шише вино, би слушале unplugged музика трубадури, по она што Охрид треба да е препознатлив, им викаме одите си дома. За нив немаме ни катна гаража, ни сигурен паркинг, ни хотели со 5 звездички. Немаме елитна, понуда. А за тие што за 100 денари ќе спијат по клупите, ќе јадат бурек и ќе одат до пеца бајле, прашајте ги комуналците са вале што наоѓаат по нашите улици и по кеот, колку ѓубре вадат од езерото. И каква е таа порака што ја праќа Охрид? За кого е Охрид? Порано беше од околу 2 август, кога доаѓаат милион луѓе, и ја чувствувате таа инвазија, нема нигде слободно место, ама сега негде денес видов од 13, тоа значи од задутре, како почнува Охридско лето, така почнува тие, како ги викате се, турбо фолк, шунт, концерти. Да, турбо фолк, шунт, да. Од Адил се вика некој на 13 јули до 13 август со Александра Пријовиќ и секоја чест. Ама каква порака испраќа Охрид со таква понуда? Затоа кога зборуваме за елитен туризам, мислам дека е тоа во доменот на научната фантастика. Се додека вие имате панагюри по кеот, испраќате погрешна порака. А сакате скапи гости, туристи кои ќе платат повеќе. Нема да јадат сендвичи во 3 сабајле или бурек. Тоа мора да се смени. Тоа може да го смени. Може да го смени државата, локалната самоуправа, сите заедно. Знаете кој ќе го смени? Оној што си го сака градот. Многу едноставна формулата. Ако си го сакате градот повеќе од джепот, ќе смените. Дали е тоа локална, дали е држава, дали кој год да е тој decision maker, како се вика тоа, оној што одлучува. За локалните патишта или чистотата одлучува градот, градоначалникот, ама за туристичка или за патот кон Свети Наум одлучува сега некоја држава, или за ангажирање на луѓе од странство, на пејачи од Србија или од Црна Гора, може да е приватна иницијатива, ама може некој да им каже стоп. Дали со елитен туризам може би и сезоната би се продолжила? Не би биле само тие 26 дена? Видите, што е тоа елитен туризам? Кога ќе кажете елитен туризам, сите мислат, вау, тоа е многу скапо, Да, Дубровник. може да објасним. Не. Може да треба нешто измеѓу. Нам ни требаат квалитетни гости кои на дневна база ќе трошат 100 евра. Многу едноставна математика,
туризмот. Туризмот е екзактна наука. Без разлика што работите со луѓе, со жива материја, многу екзактна наука, бидејќи лесно се брои преку пари. Низок просечен моментум на потрошувачка во Европа денес е 200 евра на ден. Вие без 200 евра не смеете да одите во Виена, не смеете да одите во Дубровник, не смеете да одите дури ни во Белград веќе, не знам ни Скопје како е, со све да платите, и хотел, и такси, и вече 3 оброци, и некој излегување, некој музеј, не. Сето тоа во Виена ќе ве кошта отприлика 200 евра. Ево, јас велам, низок европски подпросечен е 100 евра на ден. Дали Охрид може да ви понуди, вие денес, кога ќе ги потрошите, да се чувствувате срекни, бидејќи сте ги потрошиле со кејф. Не да сум ви ги украл јас, бидејќи сум ви наплатил премногу, па се чувствувате измамени. Не, утрената пак нови 100. И кога ќе одите дома, како си поминавте во Охрид, речите, вау, леле, ќе одам пак. И тие што ќе ве слушнат, ви веруваат, бидејќи се ваши луѓе, и тие ќе дојдат. Таа ниска потрошувачка од 100 евра, прашање е ние како можеме, ако даваме за 2 евра сендвич, ако преку цела ноќ се поминува со 100 денари бурек и јогурт, а не им даваме на рестораните да работат 24/7. Од каде та идеја ресторан да се затвори на полноќ, а бурекджилница да работи 24/7? Што е со локалните туристи кои што не можат да се дозволат 100 евра на ден, или локалците кои што се жалат на високите цени дека им остануваат? Кога ќе кажете локалци, на кои мислите ве? На охриѓаните. На охриѓаните? Да. Охриѓаните не се туристи, тие се Добро. локалци. Ите Охрид е од секојаш Да се напијат поскап, кафе. од Битола, од Прилеп, од ама не е поскап од Скопје. Има ли простори за тие туристи што не може да се дозволат? Треба ли да има простор? Се разбира дека има, ама прво не мора да Градски доаѓаат плажи, во најголемата гужва. Второ, пазите, туризмот е, ви велам, екзактна работа. Ако, знаете како, туризмот е збир на односи и појави кои настануваат од патување, ама таму вика да имате слободно време и слободни парични средства. Луѓе кои немаат пари, едноставно не можат да патуваат. Но би било неблагодарно сега јас да велам за кого е Охрид, за кого не е. Секој според можностите, но дека треба Охрид да се продава пак ефтино, гледаме веќе 20 години наназад дека тоа ни прави ситуација баби и жаби. Измешани работи кои ни ги брка по квалитетните гости, а ајде, се концентрираме на млади луѓе кои не го ценат доволно ова. Млад човек не знае што значи да имате 2 гробни места за пилгрим, за ходочастие. Него го интересира Александар Пријовиќ до 5 сабајле таму и ќе спие по клупи. Такви гости по мој вкус не се. Јас би сакал групите да дојдат, да направат инвазија на сите ресторани, на хотели овде, да слушат фолклорот, да гледаат како изгледа тапан, како изгледа една фолклорна носија, да изиграат едно оро, да си легнат на полнок за сабале, пак да роварат, да трошат пари. Се плашам дека тие млади кои имаат поинаков метаболизам до 5 сабајле, тие не трошат многу пари. Ви зборувам како туристички работник со 30 и кусор годишно искуство. Не дека нема лошо евро. Спечалено евро не мириса, ова е америчко, не чини, јапонското е подобро. Не, зборувам за што објективно градот може да понуди. Може би, по која логика сега во 10 дена вие да 20 концерти да концентрирате. Во ист ден имате и Желко Бебек и Александра Пријовиќ, и Горан Стефановски, и Адил. И не гледам логика во тоа. Но ние не најдовме инструмент, некој механизам за контрола на парите, на што? На иницијативите. Вие сум сигурен да го донесете Владко Стефановски, се извинувам, во ноември, тој ќе го наполни Античкиот театар. Нема проблем да има. Да, зошто да не? Зошто е тогаш сега кога се знаете, има секогаш тука про et контра и ве молам ова многу релативно ова како човек што си го сака овој град. Јас не сакам да го гледам силован Охрид. Тоа е страшно што се случува, но ни се случува предолго, многу години да веќе ни стана навика, некако ние навикнавме 26 дена окупација и сега ќе истрпиме. Иначе не сум сигурен кои се тоа домашни туристи версус странски туристи, богати и сиромашни, ве молам, тоа не земајте го за зло.
Тоа ќе ве прашав следно, да. Знаете како ќе речат, абе за домашните нека си одат преспа или нека одат дојран. Не е тоа во ред да се каже, но верувам дека Но треба да има и градска плажа без изнемување на лежалки. има. Како Горица 3 сега, одлично. Има, Горица 3 имате овде на Сараиште, не бесплатни. Знаете дека јас сум длабоко уверен дека Охрид не е скап. Ова кога ќе го кажете 100 евра на ден, изборувам за Белград. За Скопје можеби. По која логика Скопје е поскапо од Охрид, кажете? Ајде кога зборуваме сега туристички. Не би требало. А ако го споредите Охрид со било која друга дестинација, Охрид е поевтин. Ви тврдам дека е поевтин. Но и тука е сега прашање со која е наша конкуренција? Која е конкуренција на Охрид како град, како дестинација? Дали ние треба да се мериме со Будва, со Котор, со Дубровник, можеби со Крв, или со градови како Белград, како Солун, како Софија, која е на дневна база? Која е наша конкуренција? И тука ќе излезе и одговорот каде се сега домашните туристи, кој е нивниот опсек на потрошувачка. Кога во туризмот теоретски разглабате, вие ја барате средната класа, бидејќи екстремно сиромашните немаат пари да патуваат и не доаѓаат. Екстремно богатите имаат своји хеликоптери, авиони, своји хотели и тие не ви доаѓаат исто или кога ќе дојдат не знаете дека се тука. Средната класа е таа која зема кредит, која оди со агенции, која граби напред, која го турка економски системот напред. Прашање за вас, ево за сите новинари, кога ќе зборувате за македонски туристи, која е таа средна класа во Македонија која може, ви тврдам дека може да се приушти еден Охрид 5 до 7 дена. И тука се крие одговорот, а не во Охрид, не во на што ние сакаме 100 евра на ден од секој. Ние сакаме и многу повеќе, како што печалат, ајде, Пула, например, печали 3 пати повеќе од Охрид. Дали вие издавате приватно сместување? Посредно да, веќе не пред 6 месеци се повлеков, ама работам од своја 12-та година како коњ веќе, работам 3-4 работи паралелно и сватив дека е доста. Ама син ми издава, да, и најсладката пара е во Охрид да издавате приватно сместување. Да, смештен Дантревит. Смештен Дантревит. Најубавата охридска реченица е Дантревит смештен. Така е, така е. Врв. Дали цените се соодветни, па пак ќе речем за домашните туристи, за македонските туристи. Кога ќе ми кажат колегите мои од факултетот, Не сме омилени многу тука. видите, Се шалам. првата грешка е што Охрид ние од вас како потенцијални туристи ве претворивме во домицилно население. Најголемата грешка е што Охрид енормно се градат, се уште се градат згради и ние ги продаваме становите на потенцијалната туристичка клиентела која се претвара во домицил. И од нив веќе немате никаков бенефит. Дури имате само проблем. Се покачува цената на зелениот пазарче, импакт во инфраструктурата, нема паркинг, ѓубрето е полно, контейнерите, а ниеден од тие што имаат станови не плаќа никаква такса, или има некаква си давачка ако не е резидент, ама таа е смешна визави тоа што би го плаќала како клиентела кога би биле туристи, кога би останали. Тоа е страшен проблем. Охрид всушност становите и приватното издавање се најголем сместувачки капацитет во овој град. Поголем од сите хотели заедно, од сите вили заедно. Сега да ве прашам нешто сосема друго сега. Имате искуство со скуба дайвинг, соработувате на еден уникатен начин, пред малку ми спомнавте. Да. Ке може ли за тоа да ни раскажете? Во време на ковид сакав да сум попродуктивен, меѓу другите работи. Смислив идеја со пријател кој е дистрибутер на една винарија овде во Охрид да потопиме еден бокс со 250 шишиња вино, бело и розе првенствено, да стојат во идеален природен фрижидер. Над селото Трпејца, над ресторанот Рибар, постои таков бокс и таму се лади перфектна темјаника. Ситуацијата долу на дното е 18 метри длабочина, таму имате идеален мир, виното бара тишина, идеална температура, плюс 6, имате темница, бидејќи долу темно, и влажност пар екселанс, така да вие можете сега со скуба опрема да нурните таму, да извадите такво вино и да седнете во ресторан Рибар и да го испиете виното кое е храна за боговите. Токму така и кога ќе помислам дека во времења, на некои цареви и кралеви овде како им го ладеле виното,
ето така управо, кога ќе најдете ни кошари за кои не му ја знаеме намената во археологијава, сега знаеме дека на тој начин го ладеле пијалокот за VIP, за тие VIP гости или тие владетели кои уживале горе на оној брег. Една болна тема е автопатот Скопје-Охрид. Што мислите, се гледали крајот? Како некој што го сака Охрид, ве прашувам? Охрид е вонсервиски град, имајќи предвид колку е лошо поврзан инфраструктурно. Јас се надевам дека секој се надевам од властите во првата година од владењето. Се надевам дека слушнав дека до 26-та ќе е готов и тогаш може да се направи нешто. После најчесто власта заборава и сме го слушнале бидејќи од која година, од 2008 се гради, одамна се гради тој автопат и туризмот исто екзактен момент. Што побрзо, на што поевтин и поефикасен начин да дојдете до финалната дестинација. Не само автопатот кон Охрид, туку треба решение кон Прилеп и кон Градско, бидејќи по слободна проценка меѓу 5 и 10 милиони луѓе патуваат нагоре надолу по тој пат. Тоа е 75, коридорот 10. Ние немаме директна, или автопатно решение. Никогаш не бев јас за автопат. Морам да признам дека јас бев за брз, современ, широк пат со две ленти во кои може да се престигнува, бидејќи автопатот е многу скап и многу сообраќајни решенија кои се уште нема повидок, нема крај. За крај кажете ми, ве молам, кои се 5, туку 3 дестинации кои би им препорачале на луѓе кои што прв пат доаѓаат во Охрид, странски туристи? Кога би дошле, топ 3 што да прават? Да. Прво, Туран и Старград. Обавезно, ова е град со 365 цркви, тие мора да видат каде е местото на ходочастие на православните христијани. Охрид е редом град со 2 светски признати светци. И тоа тие ја измислиле кирилицата. И ова вие седиште на кирилицата и тоа мора да го видите. И тоа како под број 1. Под број 2 би рекол романтична вечера во некој од овие ресторани, например, таму има ресторан Кајче во кој сте како во мала Италија, а цената версус услугата ви е најдобра на цел Балкан. Тврдам објективно дека чаша вино е 5 до 10 пати поевтина овде отколку во било која дестинација, почнувајќи од Грција, завршувајќи со Словенија. Не подалеку, подалеку уште поскапо. Би препорачал да нуркат, обавезно, би препорачал да скокнат со параглайдер. Имено на Галичица зад мене имате еден од топ 5 најпиторескните моменти на скокање со возила без мотор, со авион без авион. На мала оддалеченост висинска, кога ќе офатите тој вертикален ветер, се подигате над 2200 метри и ги гледате двете езера. Тоа е breathtaking момент, тоа е што ве остава без здив. Обавезно би отишол на гробот на Свети Наум, да се поклонам, да слушнам како куцка неговото срце. Така да, оној просечен престој од едва 2 дена, Охрид заслужува 3 или 4 дена, или продолжен викенд бар. Во денови на Охридското лето топло би препорачал да ја слушнат совршената акустика во катедралата Света Софија. Не се случајно светлата таму ставени и не е случајна одбраната. Токму заради таа акустика ние имаме еден од топ 5 најдобрите фестивали во Европа. И тоа за секој музички образован, а верувам знаете што зборувам, вие имате музичко искуство, свирите 5 премиса, и јас сонувам во ноти и знам што значи конечно мојот мозок да биде смирен во таа акустика. Иначе цело време имам хаос. Ево и ова народњак сега што ја слушаме, знам дека е негде во Евдур. Без да сум свесен, мојот мозок функционира на музика, ја пика во музичка заграда. Не случајно рекле македонското или охридското срце куца во аритмија, затоа што никогаш немаме 8 осминини, имаме 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 осмински тактори. Ви благодарам многу, ми беше пријатно, се надевам и на вас. Не знам дали ви ги одговорив сите прашања, ама се што ме интересираше. Ви благодарам. Ова беше подкастот на Сакам да кажам МК, за секако по нешто. Ви благодариме што ме гледавте. Убав ден.